Одморете се малку од многуте активности и слушнете коментар за животот од доктор Харолд Сала. Мили мои, не чудете се на огненото испитување што се појави меѓу вас, за да ве испита. Не баре ви се случува нешто необично. Од првата книга на Петар, 4 глава, 12 стих. Се во животот е релативно. Она што се чини дека е голема катастрофа за некои, представува само дупка на патот за другите. Некои страдаат во тишина, некои не дозволувајќи им на другите да дознаат за болката или маката низ која поминуваат, додека другите ги емитуваат најмалите неволи што ги претрпеле. Во последно време размислував за животот на Петар, проникливиот и бурниот рибар, кој е еден од тројцата кои го сочинувале внатрешниот круг на луѓе кои биле најблиски со Исус Христос. Тој исто така бил оној кој го извлекол својот меч и го удрил во главата на Малх, слугата на првосвештеникот, кога Исус бил однесен во градината. Тој станал излагач и говорник на денот на Педесетница, гордо објавувајќи дека она што тие го доживеале одамна било пророкувано од Јоел. Петар не бил некој научник или теолог, но тој напишал моќно писмо до христијаните што живеат во Мала Азија, предупредувајќи ги за потешкотии кои требале да настапат. Покажувајќи им како да одговорат на нив за да пораснат на место да бидат уништени. Во ова писмо тој вели: Мили мои, не чудете се на огненото испитување што се појави меѓу вас за да ве испита. Не баре ви се случува нешто необично. Од првата книга на Петар, 4 глава, 12 стих. Прашање: што е огнено испитување? Друг превод го толкува тоа болно испитување. Зборот кој Петар го употребил буквално значи оган. Речи си секогаш бил користен за да означи оган кој конзумирал нешто. Ако се користи фигуративно, тоа значи нешто што ако се остави непроверено ќе ве уништи. Како што, например? Тоа може да биде болест како што е рак. Тоа може да биде неправедно осудување кое резултира со одење во затвор. Тоа може да биде тужба која се заканува дека ќе ве избрише, или суша, што ја остава вашата берба во полето изгорена и безвредна. Петар ни дава упатства за справување со овие огнени испитувања. Слушајте внимателно. Прво, тој им кажува да не бидат изненадени кога ќе се случат. Едноставно кажано, никој не е изоставен од суровата грешност на живењето во скршен свет. Потоа тој вели: радувајте се. Радувајте се? Да. Затоа што учествувате во Христовото страдање. Тој исто така има предупредување за нив. Не страдајте како оној кој врши зло. Тој вели: но никој од вас нека не страда како убиец, крадец, злобник или како некој што се меша во работите на другите луѓе. Потоа, вели Петар, славете го Бог во своето страдање. Што значи тоа? Едноставно кажано, да го славите Бог значи да го направите Бог да изгледа добро преку начинот на кој постапувате во огненото испитување. Вие не се спуштате на истото ниво како оние кои ви сгрешиле. Не одвраќате на оганот со оган. Туку се молите за своите непријатели и сваќате дека суверениот Бог еден ден ќе исправи неправдата, па затоа не се оптеретувате со одмазда. Се потсетувате дека одмаздата е Божја одговорност. Вашата одговорност е да реагирате на неправдата и злото, онака како што тоа го правел Исус. Конечно, Петар вели: затоа и оние кои страдаат по Божјата волја да му ги доверат своите души на верниот Создател, правејќи добро. Од првата книга на Петар, 4 глава, 19 стих. Тоа е токму она што писателот на Евреите го имал на ум. По дискусијата за хероите на верата тој пишува: гледајќи во Исус, авторот и довршителот на нашата вера, кој поради радоста што беше пред него, го претрпе крстот, презирајќи го срамот, и седна оддесно на Божиот престол. Евреи, 12 глава, 2 стих. Одржувањето на погледот кон Господ, не фокусирајќи се на огненото испитување или на лицето кое е одговорно за вашата болка, е единственото решение. Петар, според традицијата, бил убиен во Рим. Како резултат на прогонството што се случило под владењето на Нерон околу 64-та година од нашата ера. Огнените испитувања само ќе се зголемуваат во иднина, но во темнината нека светот го види Христос, кој се уште е светлината на светот. Тоа е патот низ огненото испитување. Што току го слушнавте, доктор Харолд Сала,
во овој коментар за животот.